реално ова е темата која што секој лето не засега, но климатските промени си го направија своето, па веројатно ова ќе биде едно од најтоплите лета кои што сме ги почувствувале досега. Доктор Марија Здравевска е заедно со нас и со неа разговараме на темата како влијаат клима уредите кои што ни се прибежиште на респираторниот систем. Добро утро. Добро утро и поздрав на сите гледачи. Велам прибежиште ни се клима уредите, спасители во овој период од годината. Не можеме да го занемариме тој факт дека навистина се спасители, но од друга страна мораме и да се заштитиме од негативните влијанија. Веројатно за се е така во животот и позитивни и негативни влијанија, но еве директно ќе ве прашам. Како влијаат клима уредите на респираторниот систем? Да, клима уредите се нужно зло на некој начин. Ние мора да бидеме среќни што некој ги измислил, заради тоа што навистина тешко се поднесуваат вакви временски непогоди, да кажам, толку високи температури, но од друга страна ние мора да размислуваме дека климите и имаат и своји несакани ефекти воопшто врз здравјето, ама и врз здравјето на респираторниот систем. Особено, значи, они имаат несакани, да кажам, влијанија и само по себе, дури ако е се во ред, заради студениот воздух кој што го креират, но и особено доколку не се одржуваат како што треба. Значи, ќе почнам од ова второто, бидејќи тоа многу често се случува помеѓу луѓето. Ние често предметите кои ни користат, ги користиме, меѓутоа забораваме дека треба да им обратиме внимание и да ги одржуваме на правилен начин, што значи дека треба често се чистат филтрите на самите клими, заради тоа што во тие филтри се собира прашина од оној воздух, нели, кој што го филтрираат, кој што поминува низ нив, кој што нормално содржи прашина. Да. Но уште пострашно, особено во централните климатизации, е проблем што во нив постои влага и во нив се култивираат или разраснуваат разни бактерии кои што знаат да биде понатаму, нели, самиот клима уред ги враќа во просторот во кој што во воздухот во кој што го дишиме и може да ги вдишиме и во респираторниот тракт и да направат посериозни или помалку сериозни инфекции на респираторниот тракт, како што е тоа легионелската болест или некои други, исто така бактерии може да се вратат, особено ако размислиме, тоа е повеќе карактеристично за централните климатизации, во моловите, така, во молови, во големи институции кои што има во авиони, во транспортни средства, бидејќи мораме да земеме во предвид не само тоа дека тие филтри имаат големи кои што практично имаат влага и во нив растат бактерии, туку тие климатизери го собираат воздухот и бактериите кои што се искашлани и вирусите во него од сите луѓе кои што се во, да кажам, кои што живеат во тој простор голем. Само дел, некаде, сега јас не сум техничко лице, но некаде околу 30% само од воздухот земаат од надвор, практично се меша воздухот во нив, најголем дел од воздухот го враќаат назад, они го филтрират, го ладат и го враќаат назад во просториите. Така да дури ако има, да кажеме, луѓе кои што се болни во даден момент од некаква вироза, таа се распрснува на целиот амбиент. Докторке, некому е тоа секојдневие. Некој работи во простории кои што имаат централен систем и за ладење и за грејење, како и да е. Дали советувате редовно, секојдневно или пак преку еден ден или на каков временски период да се прават чести промивки? Знаете како, ние прво мора да се заштитуваме и на институционално ниво, нормално и понатаму, и на лично ниво. На некого му е секојдневица, затоа е многу важна одговорноста на оние луѓе кои што се одговорни за институциите, да кажеме, оние кои што ги одржуваат системите. Во тие институции треба да сватат колку е тоа важно и дека е важно да се одржуваат. Многу често ние сакаме занемаруваме, но и сакаме да заштедиме на тие филтри, на таа менување, работа, прочистување, и тука нормално губиме и тука страдат многу луѓе одеднаш од една немарност, нели? А од друга страна, да, за лични, она како можеме ние да се заштитиме од климите, и тоа се однесува на секаде, не само во големите институции.
она како делува климата и со самиот студен воздух е на два начина. Прво, таа ги суши лигавиците, значи самиот студен воздух ги суши лигавиците, и второ, предизвикува едно специфично воспаление, да кажам, заради тоа, на самите лигавици тие се континуирано надразнети. Тоа е од една страна што се однесува до лигавиците, од друга страна на самиот организам, особено доколку директно да кажам е изложен организмот кој што не е во движење на млазна студен воздух, да кажеме, настанува локална или генерализирана хипотермија. И тоа е исто така понатаму следи воспаление, едно специфично, типично воспаление на мускулатурата, на кожата, кој што ги прави тие неуралги, значи тие болки кои што ги осеќаме понатаму, особено ако организмот бил прегран претходно. Така што да, чести промивки, навлажнување на лигавицата, навлажнување на воздухот, секако. Исто така не треба да се занемари и дека, како што кажав, климите го вртат дел воздухот, го враќаат назад. И она што е особено ризик во овие времиња, кога е навистина температурите се и наутро и навечер и преку цел ден жешки, ние преку цел ден имаме склоност да го климатизираме воздухот, влегуваме во ризик да воздухот не е проветрен, практично нема доволно кислород. Така да секако се препорачува да се отворат прозорите барем во еден дел од денот за да се смени воздухот. И една работа исто така што е многу голема грешка, што сите луѓе ја прават веројатно од немајкаде, кога ќе од надвор влегуваме во загреано возило, особено кога било на сонце. Она што нормално шокот е голем на таа жештина, сигурно е повеќе од 40-50 степени кога ќе влезете во едно такво. Особено ако е изложено директно на сончева светлина. Меѓутоа, она што го прават луѓето, ги затварат прозорците и палат клима. Забораваме дека климатизерите работат со хемикали, да не бидам премногу техничка. Значи, работат со хемикали кои што се внатре, кои достигнуваат, нели, во самиот уред, кои достигнуваат огромни температури и стануваат карциногени на тие температури. И практично се препорачува да неколку минути со отворени прозори работи прво климата за да практично се изветрат, бидејќи е многу штетно ако вие влезете во затворен автомобил кој што има ограничен волумен на воздух и климата веднаш почне да работи и вие практично ги вдишувате тие карциногени материи. Нормално, климите се нашето секојдневие и ќе бидат, но ние забораваме исто така дека климите практично придонесуваат до промена на климатските услови. Ние со екстремно користење на клими придонесуваме на глобалното затоплување. Значи, сите на некој начин забележуваме дека климата е променета од некое време. Јас сум доволно стара да се сеќавам некое време кога имавме природни периоди, да кажеме во сезоните, сега веќе ги нема. Да, а тие природни периоди се многу важни за адаптација на организмот на температурите и од ладно кон топло и обратно. Еве годинава немавме снег, на пример. Да, ние практично немаме тој период на адаптација, а периодот на адаптација е многу важен за да се поднесуваат подобро топлите температури. Така што тука влегуваме во еден затворен круг, кој што на некој начин и сами сме си го направиле, но тоа е нашата вистина, да кажам, така што секојдневие и ќе мораме ќе ни стане вистина, поради тоа што метеоролозите велат навикнете се на новото нормално, климатските промени си го прават своето и за жал веројатно ќе треба да се случува тоа. Она што сакав да ве прашам во делот на превенција, но и заштита по едно такво воспаление, како можеме да си помогнеме на организмот да не стигнеме до антибиотици. Многу често тие се некои први симптоми кои што ги споменавте, кои што наликуваат на настинка, блага настинка и често знаме да кажеме чувствувам дека настинувам, да преминат во поголемо воспаление и во прва линија да бидат антибиотици. Знаете што, значи воспаление не значи секогаш бактериска инфекција. Тоа е, ние за жал во нашиот јазик не можеме да разграничиме, немаме два збора за тие работи. Меѓутоа, воспаление, она на кое што алудирав јас претходно, е практично еднотипично оштетување од ладниот воздух на лигавицата заради сувоста, заради ладниот воздух, заради стегање на крвните садови. Самата лигавица на нашите, да кажам, респираторен тракт од носот па нели до дишните патишта, до долните дишни патишта, они се
едноставно послабо исхранети суви, заради што стануваат помалку отпорни. И тоа е оно што го чувствуваме како примерна надразба, значи кашлица, сува, нелагодност, кивање и така натаму. И чувствување дека буквално се разболуваме, нели, во телото. Тука може да се помогнеме со плакање со морска вода, навлажнување на. Меѓутоа, доколку на таа, да кажем, засегната лигавица или помалку отпорна лигавица, ние дојдеме во контакт со некаква бактерија и таа има подобар терен за да може да се развие, подобра подлога да се развие. А доколку се развие веќе болест после тој контакт, само тогаш е потребно да се земаат антибиотици. Превенција не може да направиме освен она што го зборуваме. Значи да не се злоупотребуваат климите, да се употребуваат колку што е неопходно. Но не може да занемариме колку ни помагаат. Помагаат, меѓутоа исто така една голема грешка што ја прават луѓето, и заборавив да ја потенцирам, е тоа да се стават климите на многу ниска температура. Значи ние немаме потреба ние немаме потреба од екстремни разлики, дури да кажеме ако е надвор 40 степени или 36 степени, внатре да направиме 19. Тоа сум го видела многу често. Тоа не е добро за организмот. Да, тоа чисто таа е сликата. Значи тоа не е во ред. Климата, да, навистина е неопходна, потребна е, но треба да направи мала разлика во температурата. Да не биде на пониско од 25-6, па и 27-8. Луѓето ќе кажат, зошто имам клима ако ја ставам на 28? Точно заради таа адаптација на организмот. Значи нема потреба ние да влеземе од најжешко како во фрижидер па да излеземе назад, значи не е тоа добро за организмот. И тоа се тие превенции, значи. Ќе искористам, само имам уште некоја минута, само да ве прашам дали остануваат истите препораки за децата. Апсолутно, поради тоа што и децата се постојано реално под клима, гледаме да ги заштитиме од високите температури, но во исто време ќе речат и педиатрите дека е во ред и убаво за имунитетот и да ги привикнуваме во некоја возраст, да. Апсолутно. Но реално е дека се треба да се привикнуваат, особено она што за малите деца се однесува, никако да не се остават на директен млаз на студен воздух, да кажеме да игра. Детето не е свесно, не може само да се заштити или знае да се занесе во играта. Значи секогаш да внимаваме да тоа, да кажам, неговата игра или неговиот престој биде некаде каде што не е под директен млаз на air conditionот и нормално ноќе да не се спие со air condition, доколку е тоа можно да кажеме доколку времето дозволува. Да се обидеме да биде можно. Ви благодарим. Благодарам за гостувањето. Навистина ни споделивте совети кои што се од особена важност. Колку што може. Да, колку што можеме, но сепак останува, сакам да го дадам заклучокот дека останува на нашата свест да или да ги почитуваме, да се придржуваме и да го заштитиме сопственото здравје, или како што велите климите се нужно зло. Да. Да, благодариме. Пријатно.